Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки со мене Наташа Мерсовска. Оваа недела се објавија два крупни проекти. Првиот се однесува на изградбата, најавата за изградба на 140 детски градинки, а вториот е објавениот оглас за кредитирање за самовработување. За овие два проекти ќе разговараме со заменик министерот за труд Диме Спасов. Добар ден, господине Спасов, ви благодарам што сте гостин во Радио Слободна Македонија. Добар ден, ви благодарам на поканата и задоволство ми представува можноста што можам да гостувам кај вас во емисија. Ви благодарам. Најавена е изградба на 140 детски градинки. Кажете ми, каде ќе бидат лоцирани и кога ќе започнат да се градат? Ова е најновиот проект кој што беше промовиран минатиот викенд. Станува збор за еден мега проект за изградба на 140 детски градинки и решавање на децениски проблем. Ако земеме во предвид дека во 90-тите години воопшто не беше инвестирано на ова поле. И во почетокот од 2000-та па до 2006-та исто така речиси нито една градинка во Република Македонија не беше изградена. Се соочуваме со проблем да во градските населени места, особено во градот Скопје, меѓутоа исто така и се повеќе во руралните населени места да се јавува поголема потреба од детски градинки. Тоа е резултат и на зголемувањето на бројот на новоотворени работни места. Со намалувањето на невработеноста се зголемуваат и потребите на бројот на родители кои што имаат потреба од згрижување на нивното дете во градинка. Исто така и листите на чекање во одредени општини се големи и токму поради тоа се одлучивме да промовираме и да започнеме со реализација на еден крупен, огромен проект за изградба на 140 градинки, кој што го најави председателот на ВМРО-ДПМН, господинот Никола Груевски. Со овој проект, со изградбата на 140 градинки, ќе се отворат нови 18.000 места за згрижување на децата во градинките. Значително ќе се зголеми олфатот во детските градинки и практично ќе биде решен проблемот во најголемиот број на општини и населени места каде сега има потреба од градинка. Бидејќи бројот на градинки и објекти нови кои што ќе се отворат во наредниот 4-годишен период е навистина голем. 140 нови објекти се тоа, во кои што исто така покрај тоа што ќе се отворат капацитети за згрижување на 18.000 деца, исто така и во самите објекти ќе се отворат околу над 2000 работни места на стручен кадар, на негователки, на воспитувачки, на готвачи и така натаму, кои што ќе бидат ангажирани во детските градинки, професионалци кои што ќе се грижат за растот и развојот на децата од предучилишна возраст во овие нови, современи, по сите стандарди изградени објекти кои што ќе се грижат за нивната едукација и за нивниот правилен развој. Ке има 4 модели на изградба. За какви модели станува збор и не ми одговоривте каде ќе бидат лоцирани градинките? Бидејќи одредени општини имаат поголема потреба, одредени општини имаат помала потреба на дополнителни или пак на нови капацитети, а во некои од општините и воопшто досега немало градинка. Градинките ќе бидат поделени во 4 типа, односно објекти за згрижување на 50 деца, втората група е за од 100 до 120, потоа третиот тип на градинки е за згрижување на 200 до 250 деца и четвртиот на 300 до 350 деца во зависност од потребите кои што ги има секоја општина. Новите објекти ќе бидат распределени на целата територија на Република Македонија, повторно со фокус на главниот град на Скопје, на секоја од општините, каде што има долги листи на чекање, меѓутоа и во речиси сите општини во нашата држава. Ако земеме во предвид дека најдолги листите на чекање се во Центар, во Струмица, во Куманово, меѓутоа исто така и во останатите скопски општини како Аеродром или пак како Ѓорче Петров, тука најбрзо ќе се започне со инвестиции. Впрочем, ние тоа го правиме изминатиот период. Изминатите 7 години до сега се отворени вкупно 53 детски градинки, од кои што само оваа година до сега од
отворивме 10 нови градинки. Нашиот план е беше годишно да отвораме по 10 градинки, меѓутоа утврдивме дека има многу поголема потреба. Навистина направено е многу изминатите неколку години, меѓутоа целосно не е решен проблемот и токму заради тоа го започнавме со реализација овој крупен проект за изградба и отворање на 140 градинки. За изградба на овие 140 градинки обезбедени се 25 милиони евра. Веќе се планирани парите во буџетот? Планот е, како што и вие кажавте, околу 25 милиони евра да се инвестираат во изградба и во отворање на детски градинки. Во буџетот во наредните години ќе бидат предвидувани средства, за дел од средствата ќе се бараат и поволни финансиски инструменти од релевантни меѓународни финансиски институции кои што би се повлекле со цел да се инвестираат во изградба на овие 140 градинки. Овој проект е веќе во фаза на реализација. Како што кажав, ние веќе оваа година отворивме 10 градинки. Последната беше вчера во Ѓорче Петров, во населбата Дексион, отворивме нов капацитет за згрижување на 120 дечиња. Исто така до крајот на годината очекувам да се отворат повеќе градинки во градот Скопје и да се започне со изградба на нови објекти. Пример, имаме една веќе завршена градинка во населбата Горно Лисиче во општина Аеродром, втората во урбаниот дел на општина Аеродром е во завршна фаза. Исто така во завршна фаза е и новата градинка во Карпош во населбата Козле. Набрзо очекувам да се започне со изградба на градинка во Бардовци. Исто така и во Волково планираме отворање на детска градинка и во Драчево во текот на 2017 година, така да очекувам да продолжиме интензивно на наредниот период и 2017, меѓутоа и следните 4 години со постепено забрзување на динамиката. Ние после декември ќе започнеме со правење на проектните документации за овие типски проекти со цел да бидеме спремни во 2017 да тендерираме и да започнеме и со изградба со поголема и забрзана динамика за реализација на овој проект за изградба на 140 градинки. Имате податоци колку деца во моментов се згрижени во градинките, а колку се на листа на чекање? Во градинките има згрижено околу 36.000 деца. Со отворањето на овие 53 градинки изминатиот период, опфатот, например, во 2006 на деца од предучилишна возраст од 0 до 6 години беше околу 9%, додека пак на деца од 3 до 6 години беше околу 12%. Денес овој опфат е значително зголемен. Од 3 до 6 години има опфат на децата околу 40%, додека пак од 0 до 6 години опфатот на деца е околу 26%. Со изградбата на овие 140 градинки, како што кажав, очекуваме зголемување на капацитетот за 18.000 деца, односно за 18.000 места во новите детски градинки, со што опфатот би се зголемил на околу 40% на деца од 0 до 6 години, додека пак над 66% на децата од 3 до 6 години, кога и најчеста возраст кога родителите ги праќаат своите деца во детска градинка. Се уште е актуелен огласот за доделување грантови неповратни 10.000 евра за отворање на приватни детски градинки. Кажете ми каков е интересот до сега и дали сте задоволни? Тоа е еден нов проект кој што го започнавме оваа година со цел да го поттикнеме дополнително приватниот сектор да инвестира во отворање на нови приватни детски градинки. Јас сум задоволен, меѓутоа се уште има простор за нови апликации. Мислам дека е негде каде во завршна фаза селекцијата за околу нови 5 до 7 детски градинки кои што ќе се формираат со оваа нова поволност. Станува збор за грант неповратни средства во износ од 10.000 евра за секој кој што ќе отвори нова приватна детска градинка, кој што ќе отвори минимум 4 работни места и минимум 40 места за згрижување на децата. Овој проект до крајот на годината очекувам да резултира со нов капацитет, со нови 10 градинки, со капацитет за згрижување на минимум 400 до 500 дечиња и со отварање на минимум 40 до 50 работни места. Се доделуваат и по 12.000 евра за отворање на приватни старски домови.
Каков е интересот за оваа мерка? Интересот беше малку поголем од интересот за приватните детски градинки и побрзо го завршивме овој проект, кој што исто така прв пат оваа година го реализиравме. Веќе се доделени грантовите на 10 инвеститори кои што отворија приватни домови за стари лица. Со оваа мерка влијаеше да се зголеми капацитетот во приватните старски домови, да се зголеми бројот на старските домови, со тоа да се зголеми конкуренцијата, самата конкуренција пак да влијае на континуирано подобрување на условите, исто така и на зголемување на бројот на работни места во оваа дејност, бидејќи со самата мерка се отворија над 70 работни места и капацитет за згрижување над 500 стари лица, со што го постигна резултатот кој што сакавме да го постигнеме. Инаку да потенцирам исто така дека покрај овие поволности, овие грант неповратни средства за приватни градинки, приватни старски домови стои на располагање и останатиот дел од пакетот на мерки кои што ги промовиравме пред 2 години, односно за изградба на или пак на приватна градинка или пак на приватен старски дом, почетната цена на градежно неизградено земјиште во државна собственост е 1 евро метар квадратен. Комуналните такси за изградба на вакви објекти ги намаливме за 95% и сега се навистина поволни или пак значително пониски за разлика од минатото. Исто така постои можност за повлекување на ефтини кредити преку Македонската банка за поддршка на развојот со подолг грејс период, со ниска каматна стапка. Исто така е тука се останатите мерки за вработување, како што и проектот Македонија вработува, кои што можат да го користат сите приватни домови за стари лица или пак приватни градинки. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Господине Спасов, невработените во овие 10 дена можат да аплицираат за поволен кредит до 5000 евра за да започнат собствен бизнис. Кажете ми колку бизниси може да бидат поддржани? Станува збор за мерка која што ја реализираме од 2008 година, односно само вработување со кредитирање и кредитирање на компании за отворање на нови работни места. Овие две мерки дадоа прилично одлични резултати изминатиот период. Има околу 7000 отворени работни места, околу 3200 ново формирани компании по пат на овие поволни кредити. Преку првата мерка само вработување со кредитирање се става на располагање можност да се искористи ефтин кредит со голем грејс период и со навистина ниска или пак најниска каматна стапка, споредбено и со земите од нашето опкружување. Секој оној кој што сака да формира собствена компанија, да се само вработи, да реализира својата бизнис идеја, може да ги искористи овие средства. Може да искористи од 3 до 5000 евра во зависност од обемот на компанијата која што ќе отвори. Исто така може да искористи и кредит за отворање на дополнителни нови работни места по 3000 евра за ново отворено работно место или пак максимум до 17000 евра. Грејс период има во периодот 1 година, додека пак рокот за враќање на целиот кредит е 3 години со само 1% каматна стапка, додека пак преку втората мерка кредитирање на компании за отворање на нови работни места, секоја компанија може да ја искористи оваа мерка за да отвори ново работно место. Станува збор за 3000 евра грант со 1 година грејс период со 3 години рок на враќање, исто така со само 1% камата, при што би сакал да истакнам дека преку овие две мерки навистина многу им помогнаа на македонските компании, има повеќе позитивни аспекти, се поддржува само вработувањето и отворањето на нови компании, исто така се ставаат на располагање поволни финансиски инструменти за приватните компании за да отворат
нови работни места, исто така формирањето нови компании, како и поддршката на веќе постоечките преку вакви кредитни линии, значи поддршка на и развој на македонската економија. И токму поради тоа се одлучивме за проширување на овој пакет на две мерки, при што во 2014 воведовме новини и поголеми поволности за младите лица до 29 години. Така. Го поддржувате бизнисот, може ли граѓаните да очекуваат уште некоја мерка во скоро време? Секако дека може, веќе во текот на денешниот ден, она што е новина, е објавен новиот јавен повик за уште две мерки за кредитирање. Станува збор за кредитирање за самовработување за млади лица до 29 години и кредитирање за отворање на нови работни места во постоечки компании за млади лица до 29 години, со што тука кај овие две мерки имаме уште поповолни услови, односно секое младо лице за самовработување може да повлече кредит до 7.000 евра со 1,5 година грес период и со подолг рок на враќање на кредитот до 7 години, повторно со 1% камата. За секое потоа ново отворено работно место до 5 работни места може да земе по 4.000 евра кредит, или пак вкупно до 23.000 евра изнесува финансиската поддршка, додека пак за компаниите кои што сакаат да отворат нови работни места за млади лица до 29 години можат да искористат кредит од 4.000 евра за ново отворено работно место до максимум 12.000 евра за 3 работни места. И овие мерки ги реализираме и се дел од нашата програма. Беа предизборно ветување и потоа во првите 100 дена започнавме да ги реализираме во 2014-та после формирањето на новата влада. Изминатиот период отворија нови 500 компании, помогнаа на 500 млади лица да се самовработат. Исто така и оваа година обезбедивме средства за 4 мерки за кредитирање за целиот пакет, околу 720.000 евра кои што се ставени на располагање со овој јавен повик, и опфатот го дефинира износот на обезбедени средства за кредитирање, односно ќе бидат поддржани сите оние кои што ќе аплицираат во рамки на максималниот буџет кој што го имаме од околу 720.000 евра. Се уште актуелен владиниот проект Македонија вработува 2. Колку лица до сега се вработиле? Проектот Македонија вработува 2 во интензивна фаза на реализација. До сега се вработија околу 1700 лица кои што претходно беа невработени, долгорочно невработени, млади лица до 35 години кои што повеќе од една година биле без работа, меѓутоа и повозрасни лица, како и лица кои што се во социјален ризик. Преку овој проект се помогна на околу 1300 компании кои што ги искористија овие поволности. Исто така би сакал да апелирам дека секоја компанија може да ги искористи поволностите на проектот Македонија вработува. За штедата која што ја остваруваат фирмите е околу 1500 евра годишно, ако се земе во предвид дека минимум ослободувањето од социјални придонеси во период од 3 години, тоа е околу 4500 евра заштеда за целиот период од кој што се ослободени компаниите од плаќање на социјални придонеси, што значи голема поволност за проширување на сопствениот бизнис и за зголемување на бројот на вработени во секоја од македонските компании. Исто така позитивно е да се истакне дека најголемиот број од нив се мали компании со 5 до 10 вработени, или пак повеќе од 90% од компаниите кои што беа дел од првиот проект Македонија вработува 1, или пак кои што се дел од овој проект Македонија вработува 2, се мали и микрокомпании. Тоа е позитивно бидејќи со овој проект се погодува целта, односно се помага на македонскиот бизнис, на малите фирми кои што има и неопходна финансиска стимулација за да го прошират својот бизнис и да отворат нови работни места. Моето последно прашање е до вас, господине Спасов, е со сите овие мерки и проекти кои што се уште актуелни, колку очекувате да се намали невработеноста за наредната година? Видете, нашиот план и во програмата имавме дефинирано проект за намалување на невработеноста на 22%. Ако видиме дека изминатите години
падот на невработеноста е интензивен, односно секој квартал според анкетата на работна сила кој што ја објавува Државниот завод за статистика, кој што е по европски стандарди согласно Евростат методологијата, ќе видиме дека од месец во месец невработеноста во нашата држава се намалува. Ние не застануваме тука и покрај тоа што падна невработеноста на 24% со овие мерки и проекти кои што ги реализираме преку Агенцијата за вработување, преку Министерството за труд и социјална политика и преку останатите владини институции, со отварањето на многу нови фабрики и многу нови странски директни инвестиции, очекуваме невработеноста континуирано да продолжи да се намалува и во следниот временски период. Спасов, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ви ги пренесувам и најважните економски настани. Голем интерес за бесплатните обуки за невработените. За непол месец над 700 лица се пријавиле за обуките за деловен англиски јазик. Огласот е отворен до крајот на годината, а посетителите на обуките ќе добијат меѓународно признат сертификат, кој ќе им ги зголеми шансите на пазарот на труд. Од ваков кадар има секогаш потреба, затоа што познавањето на странските јазици и во голема мера ја зголемува конкурентноста и вработливоста на сите, особено на младите лица, и како што може и да видите, секој работодавач, еден од условите е познавање на странски јазик. Компаниите бараат измени во законите за нотаријат и извршување кои треба да стапат на сила од 1 јануари 2017 година. Сметаат дека решението според кое ќе треба да ангажираат адвокати за предмети во висина поголема од 10.000 евра е нелогично затоа што тие веќе имаат вработени правници со потребните квалификации. Проблемот повторно останува во делот на организацијата или реорганизацијата на правните служби во компаниите каде што тоа со години функционирало како добар и усогласен систем на работа, каде што правниците целосно ја познаваат работата, предметите, не им треба дополнително време за запознавање со целокупната работа на компанијата. Зголемени се странските директни инвестиции во земјава. Заклучно со јули достигнаа вредност од над 170 милиони евра. Според податоците кои ги објави Народната банка, сумата е за нешто на 12 милиони евра поголема од истиот период лани. Само во јули се инвестирале вкупно 27,4 милиони евра, за разлика од јуни кога беше евидентиран пад, што според експертите е показател дека политичкиот договор за предвремени избори има позитивно влијание врз економијата. За да економијата функционира добро е потребно стабилно и известно деловно окружување, а тука владата има проминентна улога. Сега пред се зборувам за периодот после изборите, бидејќи е јасно дека неизвестноста до изборите нема да се намали, веројатно не може да се намали. Меѓутоа по изборите клучно е владата да работи на враќање на таа, да кажам, доверба и поголема известност во економијата, за да почне пополека приватниот сектор да станува носител на економскиот раст. Продолжува владиниот проект Бесплатен викенд за пензионери. Нови 650 лица есенва ќе се релаксираат во едно од 4 туристички места. В рамките на овој октомвриски циклус се предвидени 4 смени во кои што по соодветна динамика пензионерите кои што се пријавија врз основа на еден јавен и транспарентен оглас ќе имаат можност да искористат бесплатен туристички викенд во еден од 4 предвидени туристички центри, односно во Охрид, во рамките на Отешево Преспа, потоа во Дојран и во Берово, и тоа врз база на тродневен престој кој што опфаќа 2 ноќевања со полни пансиони и кој што претпоставува и организиран превоз. Интензивно се градат станови, но дали ќе падне цената на метар квадратен не може да се предвиди. Градежниците очекуваат главен двигател на растот и наредната година да биде градежништвото, со оглед на најавените проекти од ниско и високо градба. Капиталните проекти се сите оние инфраструктурни проекти, како што се автопатиштата кои се во полнек, како и претежно и други реконструкции и изградби на магистрални и регионални патишта, тука е и стамбената изградба. Се надевам дека трендот од нашите податоци трендот ќе продолжи и ќе биде уште подобар во 2017 година.
Во посткризниот период во Република Македонија, како и впрочем во останатите земји од Централна и Југоисточна Европа, се јавува еден процес на блага надолна корекција на цените на недвижностите, односно генерално може да се каже некоја стагнација, бидејќи процесот на надолно прилагодување што се случува кај нас е сепак понизок во споредба со останатите земји. Машини, транспортни уреди, хемиски производи и други готови производи се главните извозни продукти од Македонија. За 8 месеци од оваа година, според Државниот завод за статистика, од земјава овие стоки се извезени во вредност од над 2 милиарди долари, или тие чина 2/3 од вкупниот извоз. Заклучно со август, тој изнесува 3 милиарди 112 милиони долари и е за 6,4% поголем од истиот период лани. Трендот на раст на извозот оди паралелно со зголемување на активноста на фабриките во зоните. Статистиката покажува дека најизвезувани македонски производи се катализатори на носачи со благородни метали и нивни соединенија. Транспортните уреди кои се значајна извозна ставка се автобусите на Ванхол. Следат сетови за палење за автомобилскиот сектор по отварањето на повеќе фабрики на автомобилски гиганти низ зоните во Македонија. Имаме евидентно зголемување на извозот на финални производи од Македонија, што е исто така позитивен тренд за сметка на намалување вредносно на извозот на лон производите. Овој тренд треба да продолжи и понатаму, односно производство на финални производи со повисока додадена вредност, која може да постигнат и повисока цена на странските пазари. Над 80% од извозот од земјава лани бил реализиран во Европската Унија, а само 12% во регионот. 63% од увезените материјали се од западните земји, а 10% од соседите. Овие бројки покажуваат дека трговската соработка во регионот е на ниско ниво и покрај подпишување на ЦЕФТА договорот. Освен проблемите кои произлегуваат од одлуките на одредени држави, експертите причината за ваквата состојба ја лоцираат и кај странските инвеститори, кои најголем дел од производите ги пласираат токму на пазарите во Европа, а потребните суровини за производство, освен македонските фирми, ги набавуваат од Европската Унија. Компаниите кои што се надвор од технолошко развојните индустријски зони, заради погодностите што ги дава повторно спогодбата за стабилизација и асоциација и заради тенденцијата да се има пристап на пазар кој што има голема потрошувачка моќ, каде што постои поголема шанса за поголема заработувачка, и тие не покажуваат капацитет да можат паралелно да ги одржуваат позициите на европскиот пазар и да ги одржуваат позициите во регионот. Државите наместо да ја унапредат соработката воведуваат забрани за трговија. Неодамна Косово имаше воведено времено ембарго за 10 на македонски производи. Србија пак забрани увоз на домати од кај нас. Македонски транспортери со часови чека на македонско-српската граница поради проблеми со фитосанитарните сертификати за пченица. Надлежните потенцираат дека во ЦЕФТА договорите ќе бидат воведени механизми за отстранување на бариерите и поголема трговија на земите од Западен Балкан. Имаат и можат, имаат право да ја контролираат. Но, додека се контролира, треба сите продукти да бидат унесени во адекватни простори. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска со мене водител и автор на емисијата Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.